Ви благодарам. Народски кажано велат дека на средина на животот ќе си го погледнете животот наназад и тоа е како кошула која што се закопчува. Ако првото копче сте го скрешиле, сите понатаму се грешни и кошулата нема да биде онака како што треба. Пред 30 години ова собрание решило дека ќе имаме независна и суверена држава. Независна и суверена држава во која што ќе се бориме сите заедно за она што е правилно, каде што моралот ќе биде над се. Ќе се бориме против сиромаштијата, за подобра економија, ќе се бориме со премисата за интелектуалната сила која што ќе блеска во Македонија и ќе води нанапред, иако сме мали и режиси незначителни во морето на држави. Ќе се бориме за слобода, идентитетот нема да биде партиски, тука ќе биде тука гласот на народот. И сето тоа е зависно од стабилноста на правниот систем. Некогаш сме имале, да кажеме, убав устав. А сега немаме закон за уставни суди. Сега имаме политиканство и политички елити наместени во различни функционерски позиции, кои што се исмејуваат над реалната интелектуала која што седи дома и не сака дури ни да не гледа. Не се верува во вистинитоста на правниот систем, па пресметките завршуваат од типот на малата Вања. Уставните суди се бираат партиски, имаме целосна партизација на правната система, имаме мандатна политика на плячка, заробено судство и банкротирана држава. Имаме закон за облигациони односи кои што треба да им ги прости долговите на новокомпонираните милионери. Имаме измени во кривичниот законник со кои што се аминуваат криминалците, им се дава идентитет во кој што ќе може да перзистираат и понатаму. Нема правда, а се чудиме зашто народот ја напушта државата. Оди кон држава која што им го ветува она со која што почнавме пред 30 години. Иако постои една личност, нејзиното име ќе го кажам јавно, Емилија Локвенец, сестра на вашиот сопартиец Хари Локвенец, која што направила докторска дисертација на темата закон за уставни суди и како да се бираат уставни суди во Република Македонија. Во ниеден момент не ја свикавме и не поразговаравме. Како ни со експертската фела се слушаат разговори за тоа како некој преговарал своевремено за уставни суди и закон за уставни суди, меѓутоа тој некој што преговарал за таков закон или дипломирал на 50 и нешто години, или е историчар на уметност. А точно знаете за кого говорам. Судските злоупотреби во Република Македонија се случуваат кога судиите своите политички уверувања ги претвараат во закон над законот. Политичките уверувања. И сега дотичната личност за која што зборуваме денеска, работела на книга Анализа на етичкиот кодекс кај судиите во 2022 година во Вашингтонскиот универзитет, а во 2020 година работела во Советот за Европа баш на тоа прашање, етичкиот кодекс во судството и судиите, сметајќи дека криминалот и корупцијата не е првенствениот причинител за тонење на правната система во една држава, туку исто така и етиката на судиите. Па нема белким да работиме на деполитизација во судството со бирање на партиски кадри. А може би и вистина дека цела Македонија веќе некој партиски кадар во овој бинарен свет што го создадовме, па и немаме сега алтернатива, доколку нема будност и свесност во собранието. Ама битен ни е мандатот. Оти после него ќе има втор, за оние срекните поданици. На кој што не им е битно дали ќе има држава, заради тоа што се дека го критикуваат овдека системот, се трудат децата да ги испратат некаде на запад, во оние држави кои што требаше да бидат слободни исто како и Македонија. Нашите судски процеси, колеги, се претворија во циркузијада во која што целокупното население, целокупната јавност ја знае вистината. Тоа е работата на обвинителството и на судството. Сите, целата јавност, сите ние ја знаеме вистината. Ама политичките процеси кои што се одвиваат во судниците треба да го докажат само степенот на фанатизмот на судијата кон одредена политичка афилијација. Тој да се докаже во својата политичка групација. И така стигаме до убиство на правдата, преку обвинителството и судството, ама велиме дека ние сме тука независен орган во кој што ќе решаваме најбитни државни прашања.
И па во легалниот систем, односно во правниот поредок, истиот тој треба да го регулира општеството. По кои основи? 4 основи вели. Регулирање на антиопштествено однесување, односно стопирање на истото. Немаме еднаквост пред уставот за нашите граѓани и затоа сте сите свесни, а уште поголем доказ за интересот кон ова прашање е празнава сала во која што ќе се бира уставен судија, баш во оној момент кога ќе има потреба да се стисне копчето, некој интересот е непостоечки. Антиопштественото однесување се регулира во оваа држава со тоа што нема одговорност дури ни за тепачка во, да кажеме, контролните коли на аеродромите. Ама животот е релевантен, тој е најмалку вреден и тоа се докажи со Бесатранс и со модуларната болница, без разлика колку ќе сакаме едните и другите да размислуваме на тема која што е едноставна како политизација на случајот, се работи за човечки животи на крајот на денот. Велат правниот поредок треба да ја регулира трговијата, а ја регулираше доволно како што изрегулира онкологија или марихуаната низ Македонија. Вели истиот систем ги регулира и приватните собствености. Видовме како се регулираат и на граѓаните приватната собственост, ама и на Соравија приватната собственост. И на крајот, начинот на разрешување на спорови помеѓу граѓаните. Тука е кулминацијата, која што всушност сите ја гледавме по медиумите низ случајот, трагичниот случај на малата Вања. Ред и демократија не смеат да бидат само правни зборови. Може би сме недораснати или може би во 30 годишната идеја која што стартувала како идеја за слобода, како идеја во која што ќе се бориме за подобра економија, ќе се бориме против сиромаштијата, ќе стоиме сите заедно за бенефит на сите кои што живеат во Македонија, се претвори во ефтина политичка игранка од која што на крајот сите ќе сакаме да избегаме. Ви благодарам.